Добар ден, драги ученици. Добро дојдовте на уште еден онлайн час македонски јазик, на кој што ќе се запознаеме со лирско-епските песни. Знаеме дека литературата ја делиме на три рода: лирика, епика, драма. Лириката ни ги опева чувствата на авторот, епика раскажува или опишува настани, а драмата представува дејства и настани на сцена. Ке треба да го отворите учебникот на страна 115 за да ја прочитате песната Мајчино воспитание од Григор Прличев. Откако ја прочитавте песната, зборовите со кои што се сретнавте, а ви беа непознати, се дреи, односно алишта, дрипави, односно скинати, смерност, љубезност, почит, десница, десната рака на човекот, кадри, името на синот, односно детето, кадана, името на мајката. Ученици, кога ќе имате непознати зборови, можете да ги пронајдете на Google на дигиталниот речник на македонскиот јазик. Анализата на песната ќе правиме по следниот план: мотив, стих и строфа, ритам и рима, стилски фигури, аудитивни и визуелни елементи, тема, ликови, содржина, односно фабула, порака, вид на творба. Знаеме дека мотивот, кој што го напишавме како прв од лирските елементи, е чувството кое што го натерало авторот да ја напише песната. Во песната, ученици, мотивот е кој? Кој е чувството? Љубовта на мајката кон детето. Стихот и строфата, како уште еден лирски елемент со кој што се среќаваме по песните. Во оваа песна дали има строфи? Забележавте дека нема строфи и затоа песната ќе ја наречеме астрофична. Можеби некој од вас знае или слушнал, а за оние што не знаат, за да определиме во каков стих е напишана песната, секој стих броиме од колку слога е составен. И затоа во песната забележавте дека има по 8 слога во секој стих. Има и неколку од 7, но повеќето се од 8 и затоа песната е напишана во осмерец. Како на пример: утеши секој страдалник. Броиме: утеши секој страдалник. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вториот стих: раздори кавги смирувај. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значи имаме 8 слога, осмерец. Ритам и рима. По музичко ви е познат ритамот, а тоа е исто и во лирските песни. Ако имаме бавен ритам, имаме тажни чувства во песната. И обрат, ако имаме тажни чувства во песната, имаме бавен ритам. Тука имаме тажни чувства, затоа што имаме сираче, вестатко, значи тага, и имаме бавен ритам. А рима имаме само на крајот, зборовите мил водворил, и затоа имаме слабо застапена рима. Како стилски фигури, кои што ги учевте, се епитет, анафора и епифора. Како епитет сретнавме мала колиба, слово мајчино, морски ширини, земни ширини, окото Божјо, уво негово, мајка вдовица, блажена мајка. Епитетот е украсот во песната, кој што се манифестира, се представува преку придавки најчесто, но може и именки, и заменки, и броеви. Но најчесто се придавки. Тука јас епитетот го имам напишано со црвена боја. За анафора и епифора знаеме дека представуваат стихови едно по друго напишани, да започнуваат со исти зборови или пак да завршуваат со исти зборови. Немаме стихови едно по друго кои што почнуваат со исти зборови и затоа немаме анафора. Немаме стихови кои што завршуваат на исти зборови и затоа немаме епифора.
мора да се нагласи. Стиховите треба да бидат едно по друго напишани. Како, например, прв, втор, трет, четврти, пети, шести. Не може првиот и четвртиот на исти зборови, вториот и третиот и така натаму. Сега, како аудитивни и визуелни елементи, ние знаеме дека аудитивните елементи се звуците кои што ги среќаваме во песните, а визуелните елементи се стиховите кои што не поттикнуваат кон создавање на слика за она што е опеано во песната. Како пример за аудитивни елементи, јас ги имам издвоено стиховите. Чуј, сине, слово мајчино. Се слуша во него. Како визуелни. Окото Божјо следи се, секому според делата. Да видиме кои епски елементи ги среќаваме во песната. Почнуваме од тема. Ако мотивот беше чувството, темата е настанот кој што се раскажува. Тука авторот ни раскажува за воспитувањето на децата. Друг епски елемент се ликовите. Тука ги ја среќаваме мајката Кадана, детето Кадрија и Бог. Трет епски елемент кој што можеме да го сретнеме во оваа песна е содржината, односно текстот можеме да го поделиме на 3 дела. Првиот дел е сирачето Кадрија, вториот дел е воспитувањето на мајката и третиот дел е како Кадрија ја послушува мајката, односно Кадри ја послушува својата мајка. Пораката, односно идејата по песната е што ни порачува авторот. Авторот ни порачува како треба да се однесуваме кон луѓето. Да не ги понижуваме, да ги почитуваме, бидејќи сите се исти пред Господ. И дојдовме на крајот, односно, која ни е целта? Целта ни е да видиме кои се лирско-епски песни. Ученици, во оваа песна измешавме лирски и епски елементи. Лирските елементи беа подброевите 1, 2, 3, 4, 5, а епските елементи беа подброевите 6, 7, 8 и 9. Значи, што ми имаме мешање на лирско-епски елементи, имаме лирско-епска песна. Тоа не е според содржината. Според авторот, ако ни е познат авторот, имаме народна, уметничка песна. Ако ни е непознат авторот, имаме народна песна. Значи, тука авторот ни е познат, тоа е Григор Прличев и имаме уметничка песна. Сега да видиме следно. Го кажав и претходно, но морам да го повторам пак. Во песната најдовме и лирски и епски елементи, односно се мешаат двата рода, лирика и епика, и добиваме лирско-епска песна. И сега, што представува лирско-епската песна? Лирско-епските песни раскажуваат за настани, но со силни чувства. Лирско-епските песни раскажуваат за настани, но со силни чувства. Тие можат да бидат народни и уметнички. И обично се покуси од епските, со кои што се сретнавте во 4 и 5 оделение, а подолги од лирските. Да видиме колку сте ја сватиле целта, сега вие повторно треба од учебникот да ја анализирате песната Јунакинива, која што се наоѓа на страна 116, по истиот пример по кој што ја анализиравме мајчино воспитание, односно да ги пронајдете лирските и епските елементи. Имате време од 10 минути и потоа да си ги проверите одговорите. Лирски елементи. Мотив. Што го натерал авторот да ја напише песната? Тагата на нивата, поради тоа што не ја обработува никој. Дали има строфи во песната? Нема. Значи, таа е астрофична. Дали пребројавте од колку слога е составен секој стих? Ако преброивте, ќе забележевте дека има 10 слога. И затоа песната е напишана во стих десетерец. Еве, да ме изоре, да ме посее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значи, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да му наполнам 9 амбари. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значи 10. Тоа е само како пример. Вие можете да се проверите во целата песна. Ритам и рима. Повторно имаме тага, имаме бавен ритам. Ама сега тука нема рима. Забележавте дека немаме звучно совпаѓање на крајот од стиховите. Како стилски фигури, епитет, голема нива, најдобар јунак, бела пченица, црнокласица, 9 амбари, 9 синови, 9 девојки, 9 внучиња. Тука забележавте и дека има стихови кои што почнуваат со исти зборови. 2-3 стиха напишани едно по друго, а почнуваат со исти зборови. Да си ожени 9 синови, да си омажи 9 девојки, да си покрсти 9 внучиња. И на крајот, повторно, си омажи 9 синови, си ожени 9 девојки, си покрсти 9 внучиња. Стихови кои што почнуваат со исти зборови. И имаме анафора. На крајот нема стихови кои што завршуваат со исти зборови и нема епифора. Како аудитивни и визуелни елементи од лирските елементи, како пример, вие можете и други да издвоите, јас ги издвоив овие. Заплакала ми голема нива. Ов, леле, Боже. Ов, мили Боже. А како визуелни елементи ги издвоив. На збор се најде најдобар јунак и му наполни 9 амбари. Вашите може би се други примери. Како епски елементи во оваа песна ги издвоивме. Тема, поврзаноста на луѓето и нивите. Како ликови, нивата и јунакот. Како содржина, тука можеме текстот да го поделиме, односно песната да ја поделиме на два дела. Првиот дел е кога нивата се обраќа до Господ, да се најде добар јунак да ја обработува, а вториот дел е дека се наоѓа добар јунак и ја обработува нивата. И насловите се молбата на нивата да се најде јунак да ја обработува. Вториот наслов се наоѓа добар јунак и обработува нивата. Која порака ни ја дава авторот тука? Авторот ни ја дава пораката дека луѓето ги обработуваат нивите, а тие им даваат храна. Како вид на творба, повторно имаме лирско-епска песна според содржината, бидејќи имаме измешано лирика и епика, лирски и епски елементи. Но, за разлика од мајчино воспитание, тука авторот не ни е познат и затоа имаме народна песна. Значи, ученици, која беше целта на овој час? Да научите вие кои се лирско-епски песни, односно песните во кои ние измешуваме лирски и епски елементи. Односно, авторите при пишувањето користат и лирски и епски елементи. Сега ве оставам во пријатно расположение и сакам да ја анализирате песната Скендербеј и Момент битолско за следниот час.